Убави вести слушнавме од семејството на 14-годишниот Томче Костадиновски при денешната посета во неговиот дом во Тетовско Долно Седларце. Одлично се реализира хуманата акција за собирање на средства за лекување на младиот Томче, кој боледува од душенова мускулна дистрофија. На голема среќа на семејството Костадиновски собрани се речиси 70% од средствата. Акцијата продолжува во соработка со институциите, здруженијата, медиумите, граѓаните и воопшто со сите кои имаат хумано срце. Во моментов голем дел од средствата се веќе собрани, така да можам да кажам дека 70% од средствата се собрани на сметката за Томче Костадиновски за неговото лекување. Би сакал да им се заблагодарам на сите тие кои што веќе донира, за да можеме да успееме да го пратиме Томче за да се лечи во Кина. Најдовме на вистина хумани луѓе, на хумани граѓани, особено во Тетовскиот регион тука кај нас и во Гостиварскиот се разбира, кои што сакаат да донираат дел од нивните средства за да можеме да му помогнеме на малиот Томче. Се разбира дека се уште имаме одредени средства кои што треба да ги собереме, така да не застануваме. Само би сакал да упатам одреден апел до сите останати граѓани кои што веќе се уште не успеале да донираат или пак не биле информирани за нашата акција, да продолжиме понатаму да донираат за се со цел да стигнеме до 100% од средствата кои што ни се потребни за лекување. Ние јас како дел од одборот извршниот одбор кој што ги собира средствата за Томче, неуморно работиме секој ден со нашите контакти, со нашите активности за да успееме да ги собираме средствата. Еве во Тетово се организираше на 8 март веќе една хумана сабота, ние како што ја нарекуваме, каде што сите кафеани, сите кафичи, сите дискотеки и клубови собира одредени средства за Томче. Значи цел град навистина беше во акција да му помогне на ова младо дете. Им благодариме на сите кои што излегоа, кои што донираа дел од тие средства, но секако дека се обидуваме повторно да направиме уште повеќе за Томче. Акциите продолжуваат и понатаму. Секако дека продолжуваат, како што кажав, дека 70% се само собрани. Би сакале да им упатиме одреден апел на граѓаните, на сите хумани граѓани кои што би можеле да ни помогнат со собирање на средствата, затоа што навистина ние сме се уште во мала средина. Тетово можеш навистина покажа дека е хумано, но сепак ни треба малку повеќе, уште малце, за да можеме да му помогнеме на Томче да се излечи од својата болест, затоа што навистина ова е ретка болест која што навистина многу влија врз неговиот живот. А секако младиот живот е најважен за нас како постари. Костадиновски изразуваат благодарност до сите кои дале придонес или пак ја поддржале акцијата и апелираат за помош се до конечна реализација на замислата Томче да отпатува во странство на лекување. Значи убави зборови слушаме при денешната посета во вашето семејство. Така и ние сме изненадени во позитивна смисла со одзивот за собирање за средствата на Томче Костадиновски. Се надеваме дека и понатаму ќе биде така. Имаме собрано поголем дел 70% од сумата, меѓутоа сепак тие не се доволни за Томче. Апел до сите граѓани, хумани, добронамерни луѓе, до институции, до фирми, до бизнисмени, да уште еднаш покажат благодарноста и хуманоста за Томче, за да се помогне да видиме што можеме да направиме со него. Меѓутоа, ние не застануваме, сакаме понатаму ова акција да биде 100% завршена и благодарност. Исто еве и на радиотелевизија КИС за средствата што излегува пресред. Благодарни сме, меѓутоа сепак ќе продолжиме понатаму да ја завршиме работата. Благодарност и надеж за поубави младешки денови се гледаат и во очите на Томче. Се надева дека наскоро ќе и се радува на младоста и училиштето, исто како и неговите врсници. Со болеста на Томче му е отежнато влегувањето во семејната куќа, но од семејството се надеваат дека лекувањето во странство ќе промени многу нешта. Да подсетиме целта на хуманата акција која се спроведува е собирање на средства за лекување во Кина. Имено Медицинскиот центар за матични клетки во Пекинг овозможува лекување на болеста душенова мускулна дистрофија, а 4-неделниот третман за операција и имплантација на матични клетки, физиотерапија, медицински услуги, пат и сместување чини $45.000.
Да му помогнеме на младото момче со несебична хуманост. Сите уплати може да се направат на жиросметката на Тутунска банка 21 07 5061 16 со назнака за лекување на Томче Костадиновски или пак со донации на телефоните 077 143 706 и 075 143 424. Иселениците во диаспората донациите можат да ги вршат преку уплата на средства на име Томче Костадиновски, адреса село Долно Седларце, ИБАН код МК 07 21 05 01 67 46 21 435, НЛБ Тутунска банка, АДА Скопје, на адреса Мајка Тереза број 1, држава Македонија, СВИФ, ТУТН, МК 22. Ги оставаме Костадиновски со надеж дека овој Великден ќе биде посебен за нив, дека ќе го овозможи лекувањето, но и оздравувањето на Томче.